што сега и ќе ја дискутираме, а потоа ќе дојде и за гласање, дека се предлага член на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, кој што по два основи не ги исполнува законските услови да биде член на оваа регулаторна комисија. Господинот Лирим Сулеймани не може да биде член на Регулаторната комисија за енергетика. Првата причина затоа што самиот се уште работи во една приватна енергетска компанија, а тоа е компанијата Евана. И тоа не е некакво откритие на опозицијата, тоа е дел од неговата биографија која што ја доставил. Регулаторната комисија за енергетика одлучува за правилата, за цените, за повластиците, за санкциите и за сите други правила на игра во енергетскиот сектор, од кои што во многу зависи однесувањето и законитоста на оние кои што работат со енергетика, вклучително и со Евана. Така што овде постои судир на интереси и прекршување на законското правило, кое што правило повикува на тоа секој член на Регулаторната комисија за енергетика не смее да биде најмалку 2 години пред именувањето дел од некоја енергетска компанија. Овде гледаме дека господинот Сулеймани Лирим и ден денес е дел од оваа енергетска компанија Евана и доколку биде изгласан за член на Регулаторната комисија за енергетика, тоа ќе биде спротивно на законот и неговото постапување таму ќе може да се смета дека ќе биде пристрасно, освен незаконито, ќе биде и пристрасно кон Евана. Втората работа која што е исто така битна и е спротивна на законот за енергетика, објавен во Службен весник на Република Македонија 96 година, и членот гласи: еден член на Регулаторната комисија за енергетика е стручно лице за правни прашања од областа на енергетиката, еден член е стручно лице за економски прашања од областа на енергетиката или водени услуги, и еден член е стручно лице за технички прашања од областа на водните услуги, останатите членови се стручни лица за технички прашања од областа на енергетиката. Во моментов веќе постои еден член во Регулаторната комисија за енергетика, тоа е Енвер Елмази, кој што е заменик председател на ова регулаторно тело и е дипломиран правник. Согласно законот, член 17, Закон за енергетика, не може да има двајца правници во ова регулаторно тело и по овој основ, бидејќи во биографијата гледаме дека господинот Лирим Сулеймани е дипломиран правник, по овој основ би бил незаконито избран, доколку биде изгласан, за член на Регулаторната комисија за енергетика. Исто така, битно е да се напомене дека господинот Сулеймани во неговата биографија навел дека во периодот додека бил директор во електроцентарот КЕЦ Васил Главинов, електродистрибуција Скопје, истовремено бил и председател на управниот одбор на Агенција за странски инвестиции од 2012 до 2017 година, што значи дека имал паралелно два приходи. И тоа веројатно може да објасни дека во државата има и повластени граѓани кои што можат паралелно да си дозволат и вакви два високи приходи, но она што е побитно е што загубите на електричната енергија во тој период, додека господинот Сулеймани бил директор на КЕЦ Васил Главинов, во однос на енергијата се големи и забележителни. Во тој период биле постигнати загуби во КЕЦ Васил Главинов меѓу 18 и 19%, кои што се највисоки во Република Македонија на сите тие единици наречени скратено КЕЦ во самото Евана. Ова се случува затоа што веројатно за време на неговото директорување господинот Сулеймани се занимава и со друга работа, а тоа е председател на управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции. Загубите за електрична енергија, кои што се технички загуби и комерцијални загуби, веројатно се заради
преоптовареност или неправилно димензионирање на електричната мрежа, застареност или дотраеност на мрежата, а комерцијалните загуби се типични кражби на електрична енергија. Во овој случај, додека тој бил директор на оваа подружница, на овој составен дел од ЕВН, има помеѓу 8 и 10% технички загуби на електрична енергија, а остатокот, исто толкав процент, се комерцијални загуби предизвикани од кражби на електрична енергија. Сите овие загуби на електричната енергија секоја година Регулаторната комисија за енергетика ги одобрува или ги покрива на некој начин, ако сакате, во пресметката на цената на електричната енергија. И сите тие загуби, без разлика дали не станале на технички начин или биле кражби на електрична енергија, на крајот ги покриваат граѓаните од буџетот или ги покриваат граѓаните преку поскапи сметки за електрична енергија. Затоа сметам дека доколку се избере господинот Сулеймани за член на Регулаторната комисија за енергетика, тоа ќе значи дека приносењето на одлуки за повисоки цени на електрична енергија, тој ќе тежнее кон изгласување на повисоки цени на струјата, за да може и на тој начин да си ги покрие загубите кои што ги направил за време на директорувањето во компанијата Електродистрибуција ДОЕЛ, која што е дел од ЕВН. И да напоменам на крајот дека ќе биде по два основи незаконито член на ова регулаторно тело, затоа што е правник, а еден правник веќе постои во Регулаторната комисија, и второ, затоа што и ден денес работи во енергетска компанија, а законот налага секој член на Регулаторната комисија да не биде член на енергетска компанија најмалку 2 години пред да биде избран или предложен за член на Регулаторната комисија за енергетика. Затоа сметам дека треба да се гласа против овој предлог, за да не се случи да имаме член кој што прекршува две законски норми со членувањето во Регулаторната комисија за енергетика. Благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Фјалка Бојан Стојановски. Збор има